Изградба на 25 нови големи објекти, од кои 24 семејни луксузни куќи на падините на Водно, на земјиште кое е означено како подрачје под влијание на ерозија. Ова се предвидува со изгласувањето на нацрт деталниот урбанистички план за градската четврт Барутална од страна на советниците во Советот на Општина Центар. Иако по изгласувањето на нацртот на урбанистичкиот план следуваат и други фази во процесот на конечно одлуката да биде донесена, експертите и познавачите на состојбите алармираат за опасноста од евентуално нови градби. Велат, ова не е тема само за жителите на Центар. Според нив, Водно не завршува на границата на една општина. Билјана Филиповска, архитект и член на Академијата на архитекти, вели дека стравот кај граѓаните од можни слечишта треба да го разберат и институциите. Загриженоста на граѓаните е сосема оправдана, бидејќи на таа падина веќе има големи косини, има направени насади и нешто пред војната и после војната, Втората светска војна. Вече ерозивноста на тлото која носела големи проблеми на граѓаните на Скопје. Се случувало камења да се суриваат дури до железничката станица. Од друга страна, градоначалникот на Општина Центар, Горан Герасимовски, уверува дека планот поминува низ повеќе институционални филтри и дека одговорноста за негово донесување ја сносат сите надлежни институции, а не само општината. Првичниот план, работната верзија, се носи на Совет со намалени бројки. Таму се вцртуваат пензионерски дом, каде што е единствена државна парцела. Таму имаме каде што е законот 20% зеленило во сопствена парцела, имаме 40% зеленило во сопствена парцела. Нема да се дозволи панорамика, односно да како во минатото имаме 3 спрата под земја паркирање, па после тоа премине во стамбена површина. Градоначалникот не е планер. Значи, за да се донесе детален урбанистички план, прво го црта проектантска куќа. Па проаѓа неколку филтри, меѓу кои градот Скопје, општината, односно Советот, и транспорт и врски. Според градоначалникот, сите надлежни институции дополнително треба да ја проверат потребната документација за ДУП-от, како во делот пример на ДЗС и безбедноста, но и други важни документи.